Во последниот инцидент со пожарениот глисер за влакно е избегната трагедија. Можеа да вивнат во воздух не само пловилата кои во тој момент биле во студенчишкиот канал, туку и околните објекти. Во запалениот глисер имало 350 литри гориво, приближно еднакво колку и останатите пловила кои се усудруваат во каналот, а ги има околу 400. Во договорите кои сопствениците на пловилата ги потпишуваат, меѓу другото е наведено дека е забрането внесување и полнење на гориво во пловилото. Не сме да се врши сервисирање, поправки и доградби и други активности. Но секојдневно на лето во каналот течат најмалку по 10 литри бензин од пловилата. Некои одат дури дотаму што ги сервисираат пловилата во вода. За едно вакво езеро ти 3000 единици да клаш глисери со по 500 којна и со по 1000 кој шо. Полојната се на нафта, нафташи се. Полојната нафташа, тоа е веќе атак на Охридското езеро извршено. Не атак, него убиство. Гледате на емисија во Етиопија носет во канти бензин и во шишина и туривет во пловните објекти. Исти сме ние ко Етиопија. Технички преглед и редовна контрола на пловните објекти врши Охридската капетанија на пристаништата. Оттаму посочуваат со какви проблеми се соочуваат, потенцирајќи дека во овој период зголемен обемот на инспекциски надзор. Собствениците на пловните објекти се должни при пловење да поседуваат уверение за управувач на чамец и пловидбена дозвола со која се потврдува техничката способност на пловниот објект. Во период од 6 месеци извршени се 56 инспекцијски надзори. При тоа изречени се 29 санкции, од кои најчесто за пловење без уверение за управување со чамец, без потврдена способност за пловење. Потоа за неистакната регистарска ознака, за претовар на патници, како и за пловење во период на забрана. Никој не го оспорува фактот дека рекреативната наутика со години се судира со проблеми поради недостаток на марина, за која се зборува 20 години. Но за тоа треба да се направат темелни стручно-научни анализи, верат природонаучниците, став кој го дели и ресорното министерство. Утврдено е дека постои потреба од едно функционално решение кое ќе ја подобри состојбата со пловните објекти во Охрид, при тоа да се запазат сите еколошки стандарди. За таа цел, започнат е процес во кој се вклучени сите релевантни фактори, експерти од наутика, еколози, се со цел да се најде најдобро еколошко и функционално решение за унапредување на езерскиот сообраќај. Инако во регистарот на Охридската капетанија запишани се 3280 пловила, 156 повеќе од лани. Екологистите притискаат да се намали бројот на моторни пловни објекти со големи сили и да се промовираат еколошки пловила.